Скратена работна недела од 5 на 4 дена, скратено работно време за повозрасните работници, пораст на платите до 50%, поголеми пензии, прв дом за млади до 35 годишна возраст без данок на промет, намалување на данокот на чесниот труд, а одоначување на луксузот, 10.000 евра за секој што ќе одлучи да се врати од странство да живее дома. Ова се само дел од мерките предвидени во новата програма на СДСМ, што председателот на партијата ја промовираше денеска. Програмата ќе биде ставена на широка дебата, па Филипче ги повика сите што сакаат да дадат сугестии да го сторат тоа. Во програмата која ќе треба да биде усвоена на партискиот конгрес се ветува и енергетска автономија, нов пристап во индустријската државна политика, челишна безбедност и нула корупција. Правдата е заробена од корумпирани елити, кои со децении го цицаат јавното добро без никаква казна. Законот стана пајажина, низ која минуваат големите муви, а се заплеткуваат само малите и немокните. Граѓаните гледаат како предметите за висока корупција скапуваат во фиоките низ правосудните органи, криминалци шетаат слободно и тоа е најгорливиот проблем. Корупцијата не е грешка во системот, туку избор на елитите. Се обврзуваме на бескомпромисна одговорност која не познава временски граници и партиски книжки. Наша визија е правна тврдина, каде секој денар на функционерите ќе биде ставен под лупа. Ветинг од 1991 година. Ветинг во правосудството, без имунитет. Филипче упати бројни критики за злоупотреби во јавните предпријатија, за инфлација на алчноста и несоодветно справување со енергетската криза и поскапувањето на храната. Повторно повика владата да ги прифати нивните мерки за намалување на акцизата на горивата, на патарините и на ДДВ-то. Премиерот му одговори дека е логично како опозиција да критикува и да мисли дека ако навредува, лажи и клевети ќе привлече поголемо внимание, но дека тоа му е погрешна стратегија и резултатот ќе го види на следните избори.